Започна активностите на општина Тетово за раззеленување на градот во пресред на пролетта. Денес во парк покрај реката Пена беа засадени дрва, беа поставени корпи за отпадоци и клопи. Дрво намири пријателство символично засадија градоначалничката Теута Арифи и амбасадорот на Република Словенија Милан Јазбец, заедно со учениците од училиштето Наим Фрашери, кои добиле прва награда во рамки на европски проект за екологија во Брисел. Како што веќе најавивме, рековме дека со почеток на пролетта ќе пристапиме кон ослободување на јавните површини и исто така зголемување на зеленилото и другите активности кои се важни. Исто така, бидејќи сакаме што повеќе да промовираме садење на цвеќиња, садење на зеленило, ни прави задоволство кога со нас и пријатели на градот. Во случајот денеска го имаме почитуваниот амбасадор на Словенија, го поздравуваме што учествуваше со нас, значи да имаме едно дрво кое е посадено и од него како знак на пријателството со градот. Исто така да му се заблагодариме за проектот на 3 големи улици кои беа со лед осветлување, имајќи го предвид фактот дека овие 3 улици ги реализиравме со проект на словенечката влада, каде што половината, значи малце поеќе од половината беше наша инвестиција, додека 45% значи беше фактички грант од словенечката влада и затоа се заблагодаруваме и очекуваме и во идниот мандат, значи да исто така заеднички соработуваме. Мени е врло драго да е општина Тетово една од првих где смо радили вакав конкретан проекат. Драго ми е што општина Тетово е една од првите каде работевме проект за меѓународна соработка. Тоа е словенски проект во кој Македонија веќе 10 години е приоритетна држава. Реализираме проекти од областа на екологијата, чиста вода, отпадни води, депонии и слично. Словенската страна донира половина од средствата, додека македонската втората половина. Сега работиме и на еден голем проект во Пробиштип, а во изминативе месеци разговарав и со 15 на градоначалници, каде ќе се фокусираме на екологија, чист воздух, вода за пиење, депонии. И тоа е најконкретен пример како се соработува и како се создаваат подобри услови за живот, вака на терен. Jedan najkonkretniji primer kako se sarađuje, prenosi se know-how i kako se stvaraju bolji uslovi za življenje, za život ovako na terenu. Периодов што следи надлежните ќе го искористат за дополнителни вакви активности и за садување на дрва и цвеќиња во повеќе делови на градот. Во текот на изминатите 4 години во општина Тетово беа засадени 4300 дрва. Оваа локална власт најавува дека во овој мандат ќе се труди бројката да биде дуплирана.